И додека светот го гледа несогласувањето меѓу Индија и Канада околу убиството на сепаратистот на сиките на канадска територија, американскиот државен секретар Антони Блинкен се сретна со индискиот министер за надворешни работи Джей Шанкар. САД засега не се вклучени во улогата на посредување. Нема да зборувам за тоа што се зборува во приватните дипломатски разговори. Ке кажам само тоа што имам јас да го кажам, а тоа е дека ги повикувам да соработуваат со канадската истрага. Канадскиот премиер Џастин Трудо пред Долниот дом и на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации рече дека агенти на индиската влада биле вклучени во убиството на Хардип Синг Ниџар, поборник за независната држава на сиките во Индија, кој беше убиен во предградие на Ванкувер во јуни. Индиската влада го сметаше Ниџар како терорист во бегство, а тврдењето на Канада го нарече абсурдно. Но Джей Шанкар рече дека Индија е подготвена да ги погледне доказите. Треба да ги дознаеме тие специфики, но исто така се поставува прашањето за територијалниот суверенитет, за тоа дали една демократија може да ги заштити своите граѓани и дали демократиите може да се веруваат една на друга. Без да се дистанцираат од клучниот сојузник Канада, во најдобар интерес на САД е да се зближат до Њу Делхи, вели експертот за меѓународни односи на Универзитетот во Јужна Калифорнија Патрик Џејмс. Не треба да се спротивставуваме со Индија во период кога постои вистинска загриженост за тоа дали има доволно ресурси за да се ограничи кинеско-руската коалиција, која во моментов изгледа многу агресивно. Додека заедницата на сиките во различни делови на светот бара одговори, официјалните лица на САД ја охрабруваат Индија да соработува со Канада и нагласија дека транснационалната репресија, каде било во светот, е исто така и грижа на Вашингтон.